плаши така, чеда мој. Животот е само една шепа крв и ништо повеќе. Зарем тоа да се уплашам. Јас го посеав семето, а вие бидете живи да го ожнеете неговиот плод. Ова се последните зборови на мојот прадедо Димитрија Христо Миладинов, што ги изговорил пред насобраниот народ во Охрид, кога тогашниот Аскер, по клевета на грчките панариоти, го затвориле и оттока го спровеле во битолските замдани. Подоцна, истата судба ја доживеа неговиот помал брат Константин. Овој ден го создаде Господ за да се возрадуваме и веселиме во него. Се собравме денеска на ова место да одбележиме два настани. Најпрви 160 годишнината од смртта на браќата Миладиновци Димитрија и Константин, а потем и промоцијата на монографијата Ристе Миладин, јубилејна монографија и збирката песни од месечината од младиот македонски поет Христијан Миладинов и двете во знак на првичниот јубилеј. Во оваа прилика нема да се осврнеме на животниот пат и делото на браќата Миладиновци, бидејќи за тоа во многу наврати и пригоди говореше официјалната македонска историографија и лингвистика и нивното место и придонес во македонската култура е јасно определен. Единствено ќе подсетиме на општо признатиот факт дека делото на браќата Миладиновци се смета за камен темелник на едно ново време, но и символ на вековниот непокор на ослободолюбивиот македонски народ. Чувствувам потреба во овие сложени времења за нашиот народ и држава уште еднаш да подсетам на нивната вистина, која што несомнено е вистина која приведува кон Бога. Ако е точна констатацијата дека јазикот е најголемото духовно-културно наследство и ние мора да го чувствуваме како нешто најсвето, тогаш тоа со сигурност се однесува и на Миладиновци, кои се втемелувачи на македонската природба и најголеми поборници за културната слобода на својот народ, за својот мајчин јазик. Миладиновци и нивните современици, Прличе, Калистрат Зографски, Мисирко, Чуповски и останатите, како намерно да ги фрламе во забора. За нечии злонамери нема да шпекулираме, но ќе кажеме дека на тој начин, бивајќи неодговорни спрема нашето духовно и културно наследство, се играме со перспективите на нашето историско постоење. Како семејство повикуваме на незаборав, да ја чуваме и да ја пренесуваме автентично вистината за нашите Миладиновци, за нивните современици, вистината за борбата за самобитност на македонскиот народ и да не дозволиме да се избрише колективната меморија за нашето минато. Да живееме со помислата дека народ што го губи паметењето е народ кој умира.